Почитувани гледачи, бизнес клуб на Стопанската комора на Северна Македонија и трето денешен наш гостин, господинот Ѓорѓи Петрушев. Добар ден, председател. Како сте? Топ. Топ. Како секогаш? Како и секогаш. Се сеќавате на 2005 година. Како не? Што е вака највпечатливо во однос на комората? Па почнав коморски живот и дојде нов председател. Или како да кажем, дојде нов председател и почнав коморски живот. Сакам да ја По кажам редослед. дека вие сте еден од 3-4 луѓе кои што со мене започнаа реформата во комората и сте цело време до мене. Да. И не губиме елан. И до каде сме стигнати? Скоро до скрос одлични, ама уште малку ни фали. 5, како се викаше, 5 минус, 5 минус. 5 плюс, 3 минус. Со 3 минус. Отприлика. Да. Дојдовме во едно тешко време. Ѓорѓи Петрушев, човек кој што е редок пример во Македонија за кадар кој што помина пола од своето работно време во јавниот сектор, пола во приватниот сектор. Не сум сретнал многу такви луѓе, али познавајќи вас, тврдам дека е тоа најдобрата формула за владење со работите. Штом доаѓа од ваша уста, веројатно и така. А и јас исто би се сложил. Да. И мислам дека треба да се градат такви кадрови, затоа што соработката меѓу јавниот и приватниот сектор ќе биде подобра. Па нема подобро тоа ако ги разберете двете страни. Како функционираат, како Тоа размислуваат, е што многу ги мачи. поедноставно оди. Договарањето оди поедноставно. Многу поедноставно. И побрзо, што времето е значаен фактор Да. за нас. Да. Во една прилика, сигурно вие се сеќавате, не знам точно која година беше, нашиот пријател Андреј Јовановиќ. Тоа беше 2018. Да. 2018. Примаше или признање на Стопанската комора. Да. 18 или 19, са точно не можам. Кој е Андреј Март Јовановиќ? 19. Кој е Андреј Јовановиќ? Андреј Јовановиќ е еден од најголемите бизнисмени и инвеститори во Србија, во соседна Србија, кој што има разгранато портфолио на инвестиции во повеќе бизниси. Заедно со Мид Европа Партнерс, еден и од собствениците на Имлек групацијата, или е најмаркантно хотелот Хилтон во Белград негова е во собственост. негова собственост, да. И двете најголеми езици што беа. Да, во Кој послед. беа тие? Едната беше Имлек и втората беше Бамби. Бамби. Да, тој заедно со мои брендови, да. Овој брандови кој беше? Ја продава својата компанија првата чипси на Пепси Да. и од тука почна почетниот капитал со кој што потоа се разгранува и заедно со Мид Европа Партнерс влегува во инвестиција, во аквизицијата на Danube Foods, во чија собственост во тоа Закупување време на се Бамби, Књаз Милош и Имлек. Значи, Така е, да. три големи, огромни огромни компании. бренда, Да, збориме за милиарди евра во промет, во вредност. Андреј Јовановиќ седи кај мене во кабинетот и треба Ѓорѓи Петрушев да влезе внатре да се види. Да, како извршен директор на неговата На локална неговата компанија. да локална компанија. Вели дека подобро интервју за прием на менаџерски кадар во историја во неговата биографија нема, освен со тебе. Што го тако толку импресионира? Бев природен, бев јас. Не глумев, Немаше глумење. немаше глумење. Што побарам од вас? Не го кажав тоа што мислев дека сака да го чуе, туку едноставно бев природен. А што побар од вас? Нешто ванредно, нешто Не, нереално? не. Дали сум спремен да и како гледам промената на средината после толку години во претходната компанија и дали и понатаму сум спремен да се справам со предизвикот на работа со примарно земјоделско производство. Да. И ако мислам дека и тешко. тоа беше, па да, треба да стварно. Веројатно тоа бил и еден од факторите кои што ми издвоил од другите кандидати, затоа што млекарата во кој што сега сум раководител, нели, исто е упатена на соработка со примарни земјоделски производители. Слично како што претходно тикваш беше со лозарите. И тоа сепак мора да се има некое искуство за да се хендла на правиот начин. Веројатно тоа е и Прво придонело да бевте бидам. во Агенцијата за санација на банките. Да, така? почетоците 94-та. После преминавте во Македонската банка за подршка на развој. Да, После дојдовте во Министерството за економија, да, државен се. секретар, отидовте во Тиквеш, Да, се па придржав бевте во М6 и пред тоа и после Тиквеш. Да, да. И сега сте во Имлек, односно во Битолската. Виделската млекара, да. Све за тоа успешни приказни. Случајно ли е? Па, не верувам дека е случајно. Значи,
Во 3 од тие приказни бев од самите почетоци. Агенција за санација на банки не беше претходно формирана, немаше претходна историја, ја градевме тие неколку луѓе, ентузијасти, дел од нив се и Дали сега. денешното функционирање на банкарскиот систем има успешно, има своји корени во таквата поставеност ваша на почеток? Па, банкарскиот систем си се развиваше сам по себе. Ние тогаш бевме задолжени да го намалиме долгот на државата или да го што повеќе придонесеме да се санира тој долг од емисијата на државни обрзници со кои што беше, да речеме, санирано портфолиото или билансот на Стопанска банка Битол. Се извинам, Скопје. Сена ке Битола ме тераш да. Да. Стопанска банка Скопје. Значи, најголемата банка во тоа време се уште не приватизирана, беше на вистина еден пионерски потфат и се црпеа искуство од слични искуства од соседните земји, од Словенија конкретно, во тој они поминаа низ санација на банкарскиот систем година дена до две пред тоа. Така да таму се црпеа тие некои искуства. Меѓутоа не водеше да голем ентузијазам и покажавме некои нови практики, да кажем, во управувањето со тоа портфолио, затоа што ние не управувавме со добри кредити. Ајде да можат да разберат нашите гледачи. Објасни еден пример успешен во тој процес. Што вака може да разбере секој човек? Имав во тоа портфолио на побарувања што ги земав. Имаше и лоши, имаше и добри. Значи имаше денарски побарувања кои што углавном беа лоши, таму беа и 25 загубари, не знам дали се сеќавате. Знам се сеќавам. Така. Да, 96. 95-6 година. Да. Да, така. Меѓутоа имаше и добри. Јас ми се падна така по распределбата на портфолиото, ја водев Пивара Скопје како случај и го водев Тиквеш како случај. Да. Да. Случај, значи, веројатно има се свој тек, има секој зашто има свој затоа. Пивара како успешна компанија во тоа време, врз основа на анализите што ги направивме, максимално ги искористи сите бенефиции кои што беа дадени и веднаш се го ишти свој долг. Тоа е првиот затворен случај за нас целосно наплатено. Првиот затворен случај во Пивара Агенција за санација на банки Пивара Скопје. Дојдовме се договори, јас тогаш млад службеник свој 24-5 години. И са седам на маса со Светцо Зарјаневски, со Данчо Шутурков и со Джевдет Хередини. И јас мислев готово, тоа е врвот. Да. И тогаш видов како е уствари се устројува една добра компанија, како функционира хиерархиски, како функционира ефикасно и како ги искористува сите оние можности кои што ги дава законот и процедурите во тоа време да го ликвидира својот долг веднаш. Одмah. Со одреден дисконт, без да се занимава со рати, со отплати, со кредити. И сега го имавме и Тиквеш кој што го запознав од другата страна, компанија кој што во тоа време веќе имаше свој подкашлуваше помалку. Да. Мораше да помине низ голема трансформација и таму се мачевме. Подолг период. Подолг период. Го преструктуриравме долгот, меѓутоа можеби првите почетоци на кредитни анализи и на утврдување на реалните можности за плаќање на компанијата беа воспоставени токму во Агенцијата за санација на банки. Значи имавме советници од USAID во тоа време, кои што буквално работеа со нас како сенки. Секоја линија од билансот, што значи, како да се естимира, Тоа како се искуство предвидува. ти помогна во раководењето со Министерството за економија као на позицијата државен секретар? Па во Министерството за економија влезот беше, ајде пак ќе речам случајен. Јас не бев како да речем со предумисла ниту предодреден да стана висок А ти функционер. понудија? Да. Кој? Министерот Илија Филиповски во тоа време. Тој беше. Некој му кажал, тој беше министер, 2002. Некој му кажал дека има таму едно дете во агенција во банката за развој, веќе во тоа време сум во банката за развој. Има едно дете кој што многу знае за мали и средни предпријатија, што им треба, како им треба, што ги мачи. И прво ме викна, сакам да го земеш секторот за мали и средни предпријатија. Тоа беше поик во 11 навечер. Јас другиот ден во 11 сабаре добев кај него. Меѓутоа како се расприкажа таа приказна, на следниот ден ми се јави и вика, види, тоа е за тебе тесна рамка. Не си ти само за мали и средни предпријатија, ти имаш во себе повеќе потенцијал, јас ќе те предложам за државен секретар. И мене, како е популарниот назив, вилизата ми падна. Од каде сега јас? Државен секретар. Државен секретар. Начело на администрација. Да. Во едно така значајно министерство, Кој што во тој момент беше супер министерство. Супер министерство, Затоа туризам, енергетика, индустрија, Све мали и со средни државен. предпријатија, развојни политики, се во тоа министерство.
Нека министри, јас не сум работел во фирма поголема од 15 луѓе, не па да раководам државна администрација. Не се секире, ти терај ги развојните проекти, јас ќе ја терам политиката. Меѓутоа не може тоа така да го Се одвоите. сеќавам на тој период на еден значаен настан за бизнисот во Македонија, тоа е формирањето на Националниот совет за предприемања, Приемништво и конкурентност, да. во кој што седнаа прв пат заеднички јавниот и приватниот сектор. Приватниот сектор. Така беше? Така беше. Се Јас бев сеќавам добро. Еден од иницијаторите заедно со тука присутниот. Па успешно приказна беше тоа, додека после тоа малку не се издвои државата да биде посебно, бизнисот да биде посебно. А мислам дека вистинскиот рецепт е кога седат на исто место, кога разменуваат мислења, секој да влезе во кондурите на другиот, нели така е популарниот израз, да ги разбереме што ни се маките, што ни се предизвиците, меѓутоа и да се искористи потенцијалот на приватниот сектор. Верувате, во приватниот сектор има, мислам, знаете и сами, што да ви раскажам сега за момент како да зборам со државна управа се пренесов. Во приватниот сектор има луѓе кои што сакаат да помогнат, кои се спремни да помогнат и не сакаат ништо за возврат. Едноставно сакаат ова држава да има напред. Тоа ќе го исправиме сега со формирањето на Националниот совет за извоз, каде што повторно ќе седнат заедно, ќе бидат јавниот и приватниот сектор специализирано за извозот, а ќе преседава председателот на Стопанската комора во Северна Македонија. И вистинскиот избор е тоа. И од тамо наеднаш неочекувано дојде веста дека Ѓорѓи Петрушев оди во М6. Да. Во Варшава на меѓународна конференција каде што не знам во еден момент сватив дека во државната администрација ако работите не ви влезат во буџетот, ништо нема да се реализира од тие развојни проекти. Јас цела 2023 година ја посветив, дојдов релативно касно, во ноември 22, буџетот за 23 веќе донесен. Цела 23 ја посветив на креирање на развојни проекти, кои што требаше своја имплементација да доживеат во 24. Многу малку од тоа влезе во буџетот, без буџет може да реализирате нула. И едноставно почнав да размислам кој е поентата на моето постоење веќе во министерството. Јас да бидам администратор на администрација некако не ми лежеше. Па не, ако немаш буџетски средства предвидено си во јавниот сектор, треба да си одиш. Тоа е тоа. Тоа е културен начин ти викаат Културен начин ти викаат бегај. Дојде до промена и на министерот во тоа време, дојде до промена и во Министерството на финансии, се зазема една потврда позиција во тоа време кој што не одеше во прилог на развојот. И ви викам при една случајна средба во Варшава, беше господин Свето Јаневски, беше господин Антони Пешев, тогаш заедно седат надвор, се смеат, јас излегувам фуриозен затоа што гледам. Вика, а што чекаш? И толку, така почна. Така дојде до преминот. До преминот во М6 групацијата. И какви бе импресиите први во тоа ти беше прво работување во приватен сектор? Прво работување во приватен сектор, невидена транзиција, значи обично се вика државната администрација, тоа ти е заштити си ко бела мечка, седи си таму, убава комоција. Во тоа време како банка за развој, како агенција за санација на банки имавме и добри примања, многу повисоки отколку да кажеме администрацијата во министерството. Така да мотивот да преминам не беше финансиски, беше сакав нов предизвик. Ама гледачите ги интересира финансиите. Колку беше односот, непрецизно односот меѓу платата? Државен секретар во Министерство за економија и таа... 2,5:1. 2,5:1. 2,5:1. И тоа е сериозна. Сериозна разлика. Разлика во која што те обврзува на резултати. Да. Меѓутоа, ако нешто од тука вака не влече ко резултати, Значи, ако тоа е не... плюс. Треба да се респектира. Да. Добро. И во М6 го започна својот пат како? Па прво како менаџер координатор, на некој начин очи и уши на групацијата М6 во Тиквеш. Значи од М6 задолжен за Тиквеш. Задолжен за Тиквеш, за градење на... Во тоа време тоа беше најголемиот потфат, да кажеме, најголемата инвестиција на М6 вон пиварата Скопје, која што сите го вие знаеме. Значи првата поголема инвестиција. Ева пред тоа се случил и Охрид туризм, меѓутоа Тиквеш беше еден кој што бараше навистина доста напор, доста предизвици, требаше комплетно преструктурирање на таа компанија, затоа што требаше да се направи една компанија западната во финансиски потешкоти, ориентирана кон наливно вино, кон ефтина суровина, требаше да се преориентира кон
продажба на производството дадена вредност, кон она што денеска го знаеме како врвни вина од Тиквеш. Во тоа време имаше локален менеджмент, а јас бев како представник на групацијата, де факто управител во сенка. Се додека не дојде време да таа постојна екипа веќе не се гледаше себе си во групацијата и во тие околности со нов приватен собственик, кој што се сосема поинакви околности отколку нели менаџерските тимови од претходно време и едноставно дојде до разделба. Дојде еден друг колега кој што ја презема групацијата, меѓутоа он ненадејно во сред берба некако дали беше ненавикнат на таков притисок. Знаете дека односите со лозарите секогаш биле напнати. Напнати, секоја година и во исто време. Во исто време, да, крај на август, почеток на септември, па до крајот на октомври почнуваат тензии, кризи, за лозарите секогаш малку, за винаријата секогаш беше скапо. И едноставно колегата се откажа и во една таква околност за кој да ускочи во целата приказна, се најдов јас како некој што и претходно го познаваше Тиквеш и 3 години претходно ја преземав раководната позиција таму. Направивме една мала пауза да прикажеме нешто од историјата на Тиквеш. Дали се сеќавате на овој поклон? Да, како да беше вчера, како ви кажат. Да. А има 13-14. 13 години. 13 години. Тоа е вино произведено 62 година, кога сум јас роден. И го добив на поклон на мојот 50-ти роѓен ден. Ево. Пишува Ѓорѓи Петрушев, вино од произведено Кратошија, така 62 година. 62, да, од пребогатата архива на Тиквеш. По повод 50-ти од роден ден на Бранко Азес. Дали Тиквеш има ваква архива на вина? Да. Од таму се собрани вина од првите берби, од 50-тите, негде 49-та, 50-та, па верувам дека и до денеска сигурно најдобрите вина ги архивираат за некои идни генерации или идни времиња. По тој момент, кои брендови се произведуваат? Кратошија? Во тој момент се Кратошијата, Вранецот се уште не е присутен во 50-тите, тој се појава покасно, Кратошија и Смедеревка. И Смедеревка. Тоа се почетоците на современото производство. Не, тоа се почетоците во 50-тите. Јас кога дојдов веќе имаше разгрането портфолио на овакво. И други производи. Да, имаше Кратошија, Витач, Тага за југ од 73-та, значи како водечки бренд. Да, како еден од водечките брендови на Тиквеш. И во тоа време беше и брендот Александрија. И знам при една средба, тоа е една од поинтересните приказни, како оди таа една визија, како оди тој еден развој тука преценили. Господин Јаневски треба да ги земе сите заслуги во тој дел. Заклучивме дека имаме бренд со јако име, силно име, Александрија. Сакавме тогаш да пробиеме на српскиот пазар. Името Александар значи и за нас, и за нив. Кај нив по некој друг Александар, кај нас по друг Александар. И викаме, ајде да го направиме виното внатре, да биде достојно на име, на тежината на името што го носи. И тогаш тргна тој пат на развој на Александрија Куве, на трилингот на бело, црвено и розе. Почна развојот на програмата на Special Selection во тоа време, значи прв пат идејата беше и Limited Edition во тоа време. Во 2007 дури бевме пионери на белите вини и стававме стаклени капачиња, каде што само капачето кошташе во тоа време 1,5 евро. Се сеќавам на една средба која до мене седеше во котел од Молиќа во Битола, Филип Камби. Филип Камби. Филип Камби, кој што беше прочуен енолог. Да, winemaker, дегустатор, блендер, енолог, врвен. И го прашав дали може да се произведе вино од кој нема да боли глава колку да испиеш. Затоа што ако е задоволство, треба да е задоволство до крај. И мислам дека тој човек долго беше присутен во Тиквеш. Па да, мислам дека се до неговата смрт пред некоја година. И дека донесе новини кои што стварно го изврдија као водечки бренд. Да. Таа приказна почна 2008 на саемот во Лондон, каде што бевме забележени од Wine Innovation Forum, значи групација базирана во Бордо. Тоа е проект, како да кажам, како невладина организација, здружение. Бевме забележени на саемот во Лондон, не посетија после тоа. Бевме вклучени во 30 најиновативни светски брендови од Wine Innovation Forum прогласени. Со господин Јаневски бевме во Бордо, значи таму да биде тоа, да биде званично и официјализирано.
И од таму дојде после соработката, таа групација ни го предложи Бертран Боне, тој е човек директор на винарија кој што исто направил транзиција на една француска винарија од наливно кон флаширано вино со значителен раст на приходите. Господин Бертран Боне ни го предложи Филип Камби. Филип Камби го донесе Марко Стојаковиќ, кој што е денес главниот енолог во Тикаш. Значи, таа приказна има чекори кои што ете доведал до она што И Тикаш. плюс има една винарија во Франција. Да. Тоа е кутек за одбележување. Да. Тоа е, можеби прв случај да на Балканот би рекол, ако не и во цела југоисточна Европа, да инвеститор од Македонија или од овој регион има винарија во Франција. Али одлуката за тоа некако се стребаше на другиот крај на светот во Кина. Да. При нашата посета. При нашата посета, да, кога На провинцијата Ченгду, Сечуан, Сечуан, така. Сечуан, да. Градот Ченгду. На што се сеќавате таму? На два моменти, да го кажам прво едниот што е помалку овакво, односиме вино на blind tasting, значи на слепа дегустација, го пробуваат воодушевени се и коментарот е штета што не е француско. Во тоа време кинезите знаеа само за француски вина. И сега да пробиваат некој бренд, некоја земја, мала Македонија. Да се објаснуваш, да загубиш време. Да, и така дојде до идејата ајде да видиме како да се поврземе со Франција. А вториот момент е она што јас го викам моќта на харизмата и моќта на интеракцијата со луѓето. Тоа беше, значи, повикани кај гувернерот на провинцијата, тоа е за гледачите мала провинција, само 110-120 милиона жители. 120 милиона жители. Центар на воената индустрија на Кина, меѓу другото, значи економски доста силен регион, и седиме со гувернерот, округла маса, а пред него како Санта Мраз. Значи он е официјален, имаме 45 минути протокол, тој го држи својот говор, ние сите го кажуваме своите говори, и тогаш доаѓа редот да каже нешто, еден господин, го знаете сите, седи карши мене, господин Бранко Азецки, да и тој каже нешто. И ја зима, нели сите ние со напишана скрипта пред него, ја има скриптата, ја остава, и сега ќе мора ова мора да се демонстрира, не може се дејки. Може ли представите? Може. Че господин, сега гледате ме мене како господин Азевски. Ја остава скриптата, сега микрофонот не ми дозволува, но вака ќе го подигнем и микрофонот. Ја остава скриптата на пишаниот говор, ја зема чашката и вика, јас, као последен председател на Титовата комунистичка младина, имам да ви кажам едно нешто. И почва да ја пее Бела Чао. Бела Чао. Песната, што сите ја знаеме. И Сантата кинезиве, прво вака еден момент на шок, сваќаат што се случува, Сантата Мрез се руши, се топи, стануваат сите, ја почнуваат на кинески и почна бизнисот. Тоа е тоа што Убави моменти, да. Убави моменти, да, ето тоа. Тоа мислам дека го имам напишано и во една монографија што ја пишувавме своевремено на комората. Меѓутоа еден ден сега пред некој ден ме потсети една друга работа за нашето таму воспоставување на соработка со универзитетот во Сечуан беше. Сечуан. Да, дека има и универзитетска соработка и дека од таа поста произлегува соработки со Република Кина по нови основи. Да. Така само што таму тешко оди без поголемо присуство. Значи таму треба само организирано, ако сакаме да се пробиеме на тој пазар. Компанија по компанија малце потешко ќе оди. Таму сепак треба организирано. Не знам колку да не влегувам сега во геополитика, тоа е геополитички и други. Али ние сме од бизнисот, ние сакаме да соработиме. А секој пазар ни е интересен како земја, бидејќи сме мала земја, мора да бараме свој излез, таму треба малку поорганизирано. Дали ќе биде тоа коморски, дали ќе биде државно коморски, дали ќе биде претходно, да кажеме, подготвено како терен, па впрочем една Ангела Меркел своевремено како германски канцелар. Одеше и соработуваше и ги предводеше мешаните државно-стопански делегации да одат таму. А за нас како мала земја, верувам дека тоа би бил пристапот и за било која друга земја, дали е тоа Европска унија, дали Соединените американски држави. Пробивот на македонската винска индустрија во Америка последниве години, последниве 20 години, почна со вина од Македонија. Значи, поединечно
Не можеш. нема. Многу е тежок напор. Треба да сте стварно... Но тоа треба да одиш да го видиш како што бевме и да ти е јасно и после ги влечиш патезите. Да. Знаеш, си купил винарница тамо, си отворил филијала на универзитетот, си направил соработка на друг конец. Така е, значи без Сето присуство. тоа. Тамо па Треба да еве и види. најголемите компании во Македонија кои што еве имаме доказ дека и поединечни компании бездружно може да успеат. Имаме компании нели кои што се како еден алкалоид кој што се расшири на вистина импресивно. Импресивно. Меѓутоа без присуство тамо, без формирање на локални компании каде што ќе имате постојано присуство, постојано да кажеме екипа или круг на соработници кои што ќе ја спроведуваат стратегијата која што доаѓа од централата, тешко оди. Со повремено и привремено присуство малку е потешко. Денеска сите тие моćни брендови остана неколку во Македонија, ова што го споменавте, алкалоид, тиквеш и така натаму. Да. Дали државата осеќате дека има стратегија за поддршка на брендовите, што е многу значајно? Би можело да се направи многу повеќе. Но, Би можело да се направи многу повеќе. Некако, штом сте силен бренд, се доживува како па не им треба поддршка, не им треба помош, можат они сами, без наместо оглед. да се појачува тоа и да представува добар пример за останатите да. Да. Па дури еве сега, например, кај што работам моментално во Бимам, тоа е са, добро, ние не сме меѓународно експонирани, меѓутоа ако го би имале доволно суровина, веројатно би можеле да размислуваме и за извоз. Ситуацијата ни е таква сега да едва имаме суровини за задоволување на потребите на домашниот пазар. И јас се обидувам, еве, во изминативе години, дури пред скоро време ние аплициравме за бил од овие фондовите што се за поддршка на инвестиции. Други претходно ништо не сме побарале за млекарницата, повеќе сме биле насочени кон барање мерки и поддршка за фармерите, затоа што без основа, без суровина, без фармерско производство нема ни млечна индустрија. И мислам дека постои простор уште повеќе да не слушаат. Односно не само да не слушаат, него ајде да разговараме да видиме што од тие работи што ги предлагаме, можеби наистина има некои добри. Без присуство на медиуми. Па и без присуство на медиуми. Па и без присуство на медиуми. Медиумите го прават просторот така, да ти мораш во пиарот да влегуваш со однапред утврден интерес. Не, напротив, ова што го снимаме, ние покажува дека можат луѓето да разговараат и нормално, без да ги ограничуваат. Па кога се Па договори? чак и Утрово се договори. Без скрипти, без сценарио, без ништо, Значи затоа да што природно не излезе. мора да имаме ситуација во која што бизнисот ќе биде ослободен од стегите на комуникацијата, на транспарентноста и така натаму, тоа ќе допринесе и за компаниите, и за државата, и за комората да одат напред. И тоа мислам да сите совршено им е јасно. Па и не само тоа, него тогаш сме поотворени да ги даваме предлозите. Ако некој оцени од носителите на политиките, ако оцени дека се добри, нас воопшто како приватен сектор не ни треба од нас произлезе. Кој бил најдобар бренд на битолската млекара? Баланс плюс. Што е тоа? Баланс плюс пробиотски јогурт. Единствен до сега, по моје сознание, единствен до сега кој што е клинички докажано дека има благопријатно дејство на дигестивниот Што систем. значи тоа клинички докажано? Дека поминал соодветни процедури на клинички испитувања на одредена група на луѓе и се покажало дека со тек на време има благопријатно дејство на дигестијата. Да се вратиме малку на почетоците што ги спомнавме 2005 година, криза во коморското организирање, целосна трансформација, се донесе закон по кој што треба да се трансформира коморското организирање на доброволен принцип и тоа е многу сериозна операција која што ја завршивме за една година и на почетокот на 2005 година стартувавме со новиот концепт кој што на комората и донесе позитивни резултати и постојанен раст до денеска. Како вие гледате на тој процес? Па да префрлите од задолжително на доброволно, а при тоа да останат повторно 15.000 членови, Да. тоа е еден несумен доказ дека сите тие луѓе, сите тие бизнисмени веруваат дека комората во една нова, да кажеме, нова поставеност, со еден нов фокус, може да биде вистински гласоговорник на бизнисот. Да. И вистински како застапник на интересите на Приватниот сектор. на приватниот сектор. Тоа беше време веќе во кое што и приватизацијата беше во цело заокружена, компаниите кои што
успеа после тој процес и продолжија, веќе беа етаблирани, кај што беше расцветан и приватниот сектор и мали и средни предпријатија, и веќе престана да биде, по мене најважно нешто е што комората престана да биде перцепирана како место каде што големите директори доаѓаат и само си ги кажуваат маките, туку беше се претвори во едно место каде што може да дојде секоја компанија, да го најде својот интерес, гласот да биде чуен и ни соодветните тела, органи и механизми на комората да се обезбеди да тој глас стигне до тамо каде што треба. Најдобар доказ за тоа е денеска во комората, значи таа многу одамна веќе не е комора на големите или комора на избраните или комора на ограничен број на луѓе, туку комора каде што секој субјект, па и невладини организации, па и проекти, да кажеме за енергетска ефикасност, за продуктивност, за едукација, може да најдат свое место. Она што предстои, не само Националниот совет за извоз, туку и Институтот за извоз, кој што наскоро ќе почне својата работа, навистина ќе обезбеди форум каде што веќе нема само да се зборува за политики, процедури и барања, туку едноставно компаниите ќе се едуцираат и ќе им се помогне во нивните извозни напори. А дека извозот е потребата на оваа земја, не треба ни да се елаборира, тоа е ноторен факт. Ние сме толку мала економија што сами за себе апсолутно не сме доволни. А ние секогаш сме били приврзеници на неколку, да речем, приоритети. Тоа пред се зборувам за борбата против корупцијата и сивата економија. Да. Второ, за брзата гасификација на државата. Третото, за инвестициони и извозни активности кои што ќе овозможат континуиран раст од преку 4% на државата, со што би може да осетат и компаниите и ова. Сето тоа зборува дека сме имали реални проценки за ситуациите кои што треба да поведат да доведат до некакво подобрување. Зашто од аспект на вашето работење во јавниот сектор тоа не може да се деси, кога знаеме дека од тоа би имала интерес и владата, и комората, и фирмата? Би рекол многу работа и акција веројатно фали. Значи, сето тоа што комората го дава како предлози и се прифати, треба само брзо да се операционализира. Мене ме радува што е во последно време навистина сме сведоци на забрзана динамика на остварување на и инфраструктурните проекти и да кажем и слушањето на гласот на бизнисот и настојувањето да се најде оно што е равнотежа меѓу интересите на бизнисот и интересите на пошироката јавност, за кој што јас сум поборник дека воопшто не се спротивставени. Затоа што кога сега зборуваме и ги напаѓаме компаниите дека имале висок профит, па тие компании вработуваат луѓе, таму тие луѓе земаат плата, тие луѓе се консументи, се дел од ова општество. Организирани бизнес за да прават профит, што друго, иначе ќе се. Така да тоа треба малку да се промени, таа перцепција дека во Македонија е грев да правиш профит. Или кога ќе се рече, ама вие правите профит. Па да, и 1 евро профит е профит, не е загуба, тоа е факт. Меѓутоа, треба да се стави во релативен сооднос, во однос на ризиците што се преземаат и во однос на прометот што се остварува. Затоа што остварениот профит како процент, како релативна величина треба да биде доволно добар и доволно голем за да ги заинтересира собствениците на капиталот да останат и да не ги затворат своите бизнеси, туку и натаму да вложуваат и да ризикуваат. Ѓорѓи Петрушев бил секогаш општествено одговорен човек и компаниите негови кои што ги раководел исто така општествено одговорни компании. Да. Што значи тоа за тебе? Тоа го правиш од што мораш или од што сакаш? Од што сакам. Значи тука немам двојба. Затоа што не треба да бидеме само преокупирани со таа трка по економски параметри, по профите. Пред некој ден навистина беше голема чест и задоволство. Бимел беше награден со орден на мирот од Детската амбасада за сите деца во светот. И да се присуствува на Ден Божик за на такво величествено доживување беше стварно нешто како признание и тоа нормално не е само мое, тоа е компанијата во која што работам. Затоа стојат сите луѓе што се во таа компанија, стојат и собствениците, тоа е ориентација на таа општествена одговорност дека треба да ја вратиме назад на заедницата, а ние сме особено фокусирани кон поддршка на најмладите затоа што па тие се иднината на општеството. Ако ги воспитаме што од сега,
Страни ми заговараат иницијативи во раководството на комората да се поведе една организирана општествена акција за враќање на младите назад. Јас сметам дека овој момент не се созрени условите за тоа, и треба да бидеме поттикнати да ги создадеме тие услови. Што мислите ви? Мислам дека во овој момент и сега не би биле баш најуспешни во таа активност. Знам по моето лично искуство, кое што ми е така ете малку горко, но јас немам аргумент за на тие млади луѓе да им кажам сега дојдете и вратете се. Не во овој момент. Можеби за некоја година од сега, ако сме упорни и истрајни, навистина ќе ни се случи како што се случува во некои други земји во околината, во окружувањето во Југоисточна Европа, каде што имаме реверзибилен процес. Значи младите одеа за сега да се вратат. Меѓутоа во Македонија треба уште малку, мислам, да поработиме, сите ние, и државата, и приватниот сектор, да го направиме општество малку поблагопријатно. Затоа ви треба добро образовен систем каде што тие луѓе ќе ги школуваат своите деца. Треба добар социјален систем каде што младите ќе знаат дека нивните деца во претшколска возраст се згрижени. Амбиент во кој што веќе нема да зборуваме за борба против корупцијата, него тоа ќе биде далеко минато. Се надеваме сите да поработиме малку да тој момент дојде што побрзо. Меѓутоа, апсолутно ставам со вас дека во овој момент тоа може да биде само памфлет, може да биде само флоскула. Вратете се, ама дека ќе имаме некој ефект, малку не сум оптимист. Не, секој ден, нели секој втор ден воздушна релација Скопје Битола. Да. Што приметуваш? Дека возам се уште по истиот пат што возев пред 7 години и со Дека душа ќе- чекам да се почне новиот, да се скрати малку пат. Дека квалитетот е секој ден на патот. Да. Коништен. Полош и полош, дека лажување нема, дека се градат некои работи, ја викам, ајде кога ќе дочекам и еве, се надевам дека нареднава недела веќе кога го снимаме, во однос на кога го снимаме подкастов, ќе биде наредната недела, дека ќе се пушти барем она делница меѓу Градско и на кај прилег, барем дел од Најавено. тоа. Најавено е, да, се надевам дека и И ќе се случи. пругата, дел од пругата кон Бугарија. И Најавено тоа. дека ќе се случи до 15. Видете, јас најмногу би сакал за Битола да не морам да возам. Сеќавате во една прилика Со возот? со возот. Да. Кога би си одел во воз со интернет, каде што си имате, можете да си го сега нали, сите сме учени на хибридна работа. Каде што возот од Скопје ќе го однесе до Битола, тоа нема да биде само време во патување, туку ќе можам да отворам и да работам. И да Таму се ќе одмориш. или да се одмориш на враќање. Каде што таму ќе те пречека некој колега, ќе те однесе до компанијата. Голем и тоа е тоа. ентузијазам беше тој Да. период кога цел управен одбор, па со музика назад, па Да. така натаму. Нови возови, нови како се вика комплет или Комплет, композиции, да. како е веќе стручниот назив. И да, голем ентузијазам, ништо. Ја спомнавте гасификацијата. Верувате, со душа ја чекам. Еве јас се обидувам на собствениците на капитала да им објаснам зошто 3 години вложивме во инсталација за пренамена од мазот во природен газ, а се уште не ја користиме. Чекаме гасот магистрален или како веќе се вика тој вод да стигне во близината на Битола, па се понудивме да бидеме и први корисници. Па и отстапувавме земјиште за да биде поевтина изградбата како компанија. Значи од наша страна како компанија направивме се што можеме. Сега треба да дојде гасот само и да почнеме да го користиме. Ко познаваш ли Иво Јанковски? Иво Јанковски, да, како не. Трето, Трето, па што не се фатиш за брендовите? Да докторираш на таа тема. да прво да завршиме на еден друг проект што го почнав заедно со комората. Да. Тоа е да ја завршам својата втора магистратура во Словенија, па потоа ќе мислиме на докторат. Али треба некој да седне и да ги обработи овие, Да. да речам, брендови кои што јас мислам се на некој начин покретачка снага, движечка снага на економијата напред. Да. И особено за луѓе како мене е одговорност. Спомнав на почетокот, во 2-3 институции работев од сам почеток. Тиквеш, да речеме, моравме да го преименуваме од бренд на наливно вино во бренд на високо квалитетно флаширано вино. Меѓутоа во млекара Битола дедов на еден изграден бренд со во тоа време 70 години традиција, тука па беше друга одговорноста да се одржи тој бренд и да се унапреди, да се надогради со некои нови моменти, со засилена општествена одговорност, со засилена зелена агенда и со залагање не само за нашиот интерес да не почнува само од капијата, па натаму тука да почнува од фармата. Па дури ние би рекле и од нивата каде што се произведува сточна храна. Ние сме за жал увозно зависни од сточна храна, не па за друго.
Ѓорѓе Петрушев може да се сретне секаде. И во јавните институции, и во приватните фирми, и на јавни места, и по кафеани, и по организирани форми на делување и така натаму. Како стигнува сето тоа да го оствари? Па, со големо разбирање од семејството. Совари. Со големо разбирање од семејството и со голем ентузијазам. Таа внатрешна енергија или страст кон работата, кон нештата, ако ја немате внатре, нема, нозите ќе бидат тешки и нема да одите. Приврзани кон патувањето? Да, многу. Да, многу. Многу. Што е следната цел ваша? Ајде бевте Тосканас. Тоскана минатото лето, сега следна цел е Америка, со керката заедно. Кога ќе заврши со незините обврски. Каде? Але западната или на источната? Па сакаме да одиме од едниот до другиот крај. Тоа е така да си поставам поамбициозни цели, тоа нема да биде да кажеме можеби ни половина од тоа, меѓутоа ете ќе настојуваме да што повеќе го стварим. Остојат и некои други дестинации, не никои што повеќе или помалку екзотични. Сигурно. Каде би сакале да одите, а не сте биле да сега? На Фиджи. На Фиджи? Да. На Фиджи и на Антарктика. Тоа е остров во Пацификот. Да, остров Пацификот, каде што од тука да дојдете ви треба 3 дена со авион. 3 дена со авион. 3 дена со авион, буквално. Дали знаете колку е летот на авионот помеѓу крајот на азискиот континент и почетокот на американски? 18 часа, мислам. 16 часа. Е така нешто. Тоа е огромен простор. Огромен простор. Преку северниот пол Така. оди рутата. Има интересни, има и посета на Антарктикот, организираат агенции, значи прво малку Јужна Америка, па потоа не се оди до Јужниот пол, нели? Туку до тие првите бази што се. Таму Добро, тоа сега гледаме. за пензионерски денови, да сме живи и здрави, ако некој се пензионира. Да смени сопственикот, а? Да се живи и здрави, мислам дека ќе биде тоа повеќе економско освојување отколку воено, ама добро, не сум многу по геостратегиите. Ќе видиме. Добро, драго ми беше што бевте гостин. Мислам дека ефектно представивме нашето патување низ развојот на новата македонска држава и мислам дека така ќе продолжиме до крајот и ви посакувам многу успех и здравје. Благодарам, председател, истина вас ви посакувам. Пред се да не служи здравјето, па по се друго ќе се избориме сами. И да не ни изгасне енергијата, познавајќи ве мене, познавајќи нема да. вас и себе, нема да ни изгасне уште долго.